РТК како портал можела во изминатиот период барем да предпостави кои ќе бидат главните кои ќе се борат во изборната кампања. Бевме предвестници, туку речи, погодивме кои ќе победат на локалните избори и оваа година ќе разговараме со луѓето кои според нас ќе бидат релевантни фактори за избор во македонскиот парламент. Ќе разговараме со главните или добитните комбинации во изборната единица 4, господинот Зоран Јованчев од ВМРО ДПМН и Даниела Колева од СДСМ. Сметаме дека овие млади, се уште неискомпрометирани личности ќе бидат интересни за пошироката јавност, да чујат поединости за нивниот приватен живот и воопшто за нивните гледања за животот во наредните 4 години, кои навистина ќе ни го чинат, бидејќи сметаме дека тие ќе бидат во 120 пратеници. И добро е што во оваа прилика ќе им дадеме можности на двајцата да поразговараме со нив и да чуеме изворно како тие ја сваќаат перцепцијата за политичкиот живот во Република Македонија. Првата емисија ја реализираме со Зоран Јованчев. Зоран, добар ден. Добар ден, господине. Имаме дистанца од 2 метра и можеме да разговараме и без маски. Да, точно така, затоа ја правиме нели на ваша иницијатива ова емисија во природа, да ги запазиме мерките од кои што се и препораките од Светската здравствена организација. Кој е Зоран Јованчев? Зоран Јованчев е семеен човек, 46 годишен човек, сопруг и татко на 2 малолетни деца, ќерката 17 години и синот 14 години. Вработам сум моментално во водостопанство Тиквеш, актуелен советник во општина Кавадарци. Имам завршено економски факултет, дипломиран економист на одсекот економија на предпријатијата. Во делот на партиските активности, партиските функции, моментално сум председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, но за да дојдам до таа функција до председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, ги имам поминато сите фази. Член сум од 1991 година, на мои 18 години, тогаш во Унијата на млади сили, едно време бев и подпредседател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, бев секретар на Советот на интелектуалци, потоа член на општинскиот комитет како благајник, како касиер, член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, на највисокото тело на партијата, и од Конгресот во 2017 година, предвремениот Конгрес во Валандово, сум најпрвен ВД председател, а потоа и актуелен председател е веќе 2,5 години. Дали сте кривично гонет досега, Јованчев? Кривично имаше една во свежо овој минатото имаше една монтирана кривична пријава од страна на институцијата МВР против мене и истата обвинителството ја отфрли целосно како неоснована, затоа што наводите во кои што беа изнесени таму беа чисто од политички причини, се со цел да ме девалвираат, да ме дискредитираат, а тоа е јасно за тоа што имаат противник од висок калибар од ВМРО ДПМН. Добро, и сега се кандидирате, всушност вие сте на кандидатската листа на место број 4 Место број 5. Место број 5. Тоа е туку речи добитно место. Зоран Јованчев влегува во политичкиот живот на голема врата, би рекол во парламентот, најважниот законодавен дом. Зошто се кандидирате за пратеник? Вака, најпрво, што морам тоа да го спомнам, а ќе биде увод и на претходното ваше прашање, право и правда во Република Македонија мора да постојат. Тоа на некој начин е и слоганот и од председателските избори, кои што ќе го практикуваме и во законодавниот дом во 4-годишниот период. Зошто велам право и правда мора да има? Се изместени сите контури, сите постулати во државата. Дали на економско поле, дали на политички план, дали во секторот образование, крахираме во здравството, на сите полиња. Се прават нарачани судења, имаме нарачани обвиненија. Тоа впрочем и се свежи примерите и од вчера и од минатата недела, каде што високи политички функционери договараат судење, како да го отцрнат некој политички противник. Жестоко ќе се борам
затоа што сум, нели, како што кажавте вие, на тоа пето добитно место, а ние планираме како ВМРО ДПМН таа бројка да оди многу подолу, многу погоре, односно да земеме многу повеќе мандати од изборната единица 4. Жестоко ќе се борам, ќе ги критикувам и ќе бидам борец за право и правда, затоа што лично јас на моја кожа тоа го осетив, како е да те девалвираат неосновано да ти поднесат, нели, пријава, и не би сакал и ние како политичка партија, бидејќи сме релативно ново раководство на чело со професор доктор Христијан Мицкоски, не би сакал и истото на што ни се случува, да му се случува и да му се прави и на нашиот политички противник. Со тоа сакам да кажам дека жестоко ќе се бориме и во редовите, ако оцениме во нашите редови, дали било тоа од минатите, нели, практицирање на власт, кога бевме на власт, функционери, или па сегашните и идните, таму нема да има прошка. Како што кажа, се вели народски, нема да има прошка. Едно што можам да му ветам јас како Зоран Јованчев, бидејќи потекнувам од такво семејство каде што секогаш честноста и поштеноста, барем така сметам јас, а тоа може да го потврдат и граѓаните, било на прво место. На социјалните мрежи знаат дека вие сте кандидат за пратеник, почнаа да ве дискредитираат заедно со секретарот на партијата. И смета ли тоа? Нормално дека ствара немири во нашите во блиските семејства, но ја разбирам нервозата кај политичкиот противник, ја разбирам таа нервоза. Искрено да ви кажам, подготвен сум на такви ниски удари од страна на нашиот политички противник, но како и да е, на крајот, после овие избори од 15 јули, каде што сме цврсто убедени дека ВМРО ДПМН ќе ја предводи новата влада, можеме да и ветиме на сите овие што не дискредитираат и оние што сакаат или ќе се обидат преку монтирани процеси да не оцрнат. Ќе го гарантираме презумцијата на невиност, ќе му ја гарантираме, а одговорност мора да има за сите, вклучително и во нашите редови. Зошто сметате дека ВМРО ДПМН ќе предводи новата влада? Значи ќе победите. Што е тоа што народот ќе реши да го даде за вас како глас? Зошто вие би победите? Така. Во периодот што е позад нас, значи, за да одговорам на ова прашање, морам да направам споредба. Споредба со нашиот политички противник. ВМРО ДПМН и во минатото и сега е препознатливо по тоа ветено сторено, ветено исполнето. Многу се проектите зад нас, кои што ги имаме ветено и што се исполнети. Ние сме демохристијанска партија. Ги негуваме традиционалните вредности, семејството, христијанството, црквата и така натаму. Но препознати ли ви сме по тоа што ние тоа што го ветиме го исполнуваме? Нормално, има некои работи што 100% не може да се исполнат, но за тоа знаеме да се извиниме. И да му укажеме на граѓаните зошто тоа не е исполнето. Од какви причини? Дали биле, нели, или објективни. Так. За да ја направиме споредбата, еве сега имаме 3,5 години веќе на власт Социјалдемократскиот сојуз. Видовме што ни се случува во нашето обкружување. Јавно ги прашувам, дали граѓаните му дадоа мандат за промена на името, за промена на јазикот? Дали граѓаните дадоа мандат за потпишување на преспанскиот договор? Дали граѓаните дадоа мандат на потпишувањето на бугарскиот договор, на странниот бугарски договор? А јас па посебно сум трогнат затоа што потекнувам од Ваташа, нашето село има големи жртви дадено за време на посебно за време на Втората светска војна, Димката Габерот, Сташо Пинџур, 12 ваташки младенци, кои што се убиени од бугарскиот фашистички окупатор, значи од тогашната власт за време на Втората светска војна. После тоа, ветија 500 евра плата. На дело немаме ништо. Ветија живот за сите,
а животот дојде само за некој. Ветија дека ќе има средна класа, но очигледно и во јавноста, во секојдневното наше обкружување и живење, гледаме дека напротив се сконцентрира богатството и моќта само кај одредени олигарси и посебно во врвот на социјалдемократскиот сојуз, кај личности од врвот на социјалдемократскиот сојуз, а онаа средна класа таа се и се уништува, односно ја нема таа средна класа, имаме повеќе семејства, поголем број на семејства кои што се на работ на својата екзистенција. Исто така споредба ако направиме, ќе видиме дека на заводот за вработување или агенцијата за вработување, периодот додека бевме на власт 2016 година, ја оставивме бројката, односно бројот на невработени под 5% во кавадарци зборувам. Значи зборувам за тиквешијата, под 5%. А сега гледаме дека, бидејќи не може да се справат со економските мерки, бројот на лица кои што се пријавуваат на завод како невработени се зголемува. Се разликуваме од нив по многу работи. Прво сакам да кажам на господине Димитров дека сакаат да направат нашите политички противници перцепција дека сите сме исти. Јас ќе им кажам дека не сме сите исти. Зошто? Ние сме различни од нив. Ние имаме економски тим. Го имаме најдобриот економски тим. Во пракса тоа го имаме и докажано. Дека како се справуваме со економските мерки. Во најдлабоката светска економска криза кога беше, Македонија 2007-2008 и така натаму, имавме раст на бруто домашниот производ. Се разликуваме и во многу други работи. Ние не подклекнуваме така лесно. Не ја виткаме кичмата како што нашите противници ја виткаат кичмата. Значи, тоа се неколку битни работи во кои што се разликуваме. За нас Македонија е света работа. За нив едноставно Северна Македонија ја прифатија. Можете ли вие, ако читам меѓу редови, Мицелски вели дека многу тешко ќе биде да се врати името назад, многу тешко ќе биде да се направат некои ретроградни процеси, затоа што да се збара мнозинство, тоа што е ставено на хартија многу тешко ќе може да се измени. Можете ли вие како ВМРО ДПМН, ако освоите повеќе мандати во парламентот, да направите нешто повеќе за него? Вака, борбата за Македонија била, е и ќе продолжи. Таа борба за Македонија никогаш нема да престане. Ќе ги користиме последните атоми од нашата енергија да коригираме некои отстапки кои што ги имаат направено нашите противници токму со овие прашања, односно со овие договори кои што ги потпишаа. Не е неизводливо. Само треба да се има волја, цврста рака, верување во себе и во нашите соработници. За жал, имаме таков договор кој што е на штета на нас, на македонците. Па еве сега дури гледам во образованието сакаат да го во книгите, во учебниците да го избришат зборот македонски јазик од учебниците. Да стоело мајчин јазик. Кажете што е тоа мајчин јазик? Па тоа е нашиот македонскиот јазик. Ние од тоа не можеме да се откажеме. Ти е светски признат. Многу имаме тешка или сложена политичка сцена во Македонија. Од 90-30 години поминаа, некои процеси никако да тргнат од мртва точка. Што сметате дека е фундаментално и значајно во овој 4-годишен период да се стори во парламентот за да бидеме зацементирани и некој да не бара постојано од нас? Би требало, односно што треба да го направиме и се надевам дека тоа сите заедно ќе го сториме, да изградиме црвени линии. А тие црвени линии да се знае до каде може да се оде во отстапките или во преговарањето. За нас, како ВМРО ДПМН, лично како мене, како Зоран Јаванчев и како председател на општинскиот комитет, не требаше воопшто да се преговара за името Македонија. Исто како што не требаше да се преговара за името на апостолот на македонската револуционерна борба или таткото на македонската нација, Гоце Делчев. Гоце Делчев е Македонија. Таму нема преговори. Во тој дел
Сега гледаме, односно слушаме некои изјави од албанскиот кампус, односно од политичките партии на албанците. Ќе му порачам и јас со една порака. Помина времето кога тие можеа да оценуваат. Мандатот сигурно ќе го добие ВМРО ДПМН со огромен број на пратеници, со голем број на пратеници, каде што ќе бидеме и комотни во формирањето на новата влада. Така да, со самото тоа, по големиот број на мандати, ние можеме на некој начин, не на некој начин, него да го спречиме оноа побарување, еродирање од страна на македонскиот ткиво од страна на нели сите овие претходно набројани групи. Низ годините како тече времето, се повеќе луѓе се стремат кон богатство, а не кон човечки вредности. И така полека на сигурно ние како народ еродираме, баш се праќаме на овој збор и буквално се губиме себе си во просторот и во времето. Повеќе емисии и повеќе анализи укажуваат на тоа дека се повеќе се обезличуваме. Колку е можно или реално можно да го вратиме тоа во стварноста да биде на рамниште како што треба? Една нација да заличи на тоа што треба да биде. Можно е, пак ќе кажам, значи борбата за Македонија Тоа е борба што трае многу време. трае многу. И таа не треба да престане. Да. Се додека не има нас, поддржувачите на идејата за Македонија, таа борба нема да престане. Во делот на колку е тоа можно, јас пак ќе ви кажам, многу е битна вербата во себе, моралот и човечките вредности кои ќе го поседуваш за да ја завршиш таа работа. Без верување во себе, без верба во себе и без морални вредности не можеме тоа да го направиме. За сметка на тоа, кај нас, лично за мене, сметам дека ја имам таа верба во Македонија, за тоа што таа ми е уште од мали нозе втемелена кај мене и тука сум во ВМРО ДПМН и че на секој чекор ќе ја браниме идејата за Македонија, а Македонија ќе биде ќе ја одбраниме иако економски ја воскресниме. Значи, ако економски ја воскресниме, а тоа во минатото го имаме покажано, тогаш ќе се врати и гордоста на македонецот. Изминатите циклуси во изборни циклуси на локални, парламентарни, па и се повторно парламентарни, во Ваташа, во Кавадаци, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија добивала или победувала. Кои се вашите реални очекувања за ова гласање сега на 15 јули? Не би бил јас тој Зоран Јованчев ако не сум оптимист. Но сега овие оптимистички изјави ги базирам и на реалните факти, односно на реалните бројки и на секојдневните средби и комуникации кои што ги имам со граѓаните на Теквешијата. Вклучително тука ја спомнувам и општина Росма, за тоа што ќе бидам представник и застапник и на таа општина на Росма. Значи во периодот ни престојат парламентарните избори. До сега, во претходните изборни циклуси, како што спомнавте вие, Маријан, ВМРО ДПМН нема изгубено, односно, тоа беше еден пораз во 2002 година со фамозниот 15 септември и очекувањата, мои пак ќе кажам, не би бил јас тој Зоран Јованчев ако не сум оптимист, ако не ја водам партијата во овој правец, во победнички правец, сум убеден дека ќе имаме повеќе гласови од колку што беа на председателските избори. Колку е таа разлика сметате дека ќе биде? Па, уште половина од тоа што беше на председателските избори. И овде доаѓам до немилионото прашање, ќе биде ли господин Јанчев со вас, со оглед на тоа што вие го изгласавте како градоначалник на општина Кавадаци на претходните локални избори? Митко Јанчев беше кандидат, односно беше кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија во 2017 година, еден од четворицата градоначалници кои што успеа да го добие мандатот, настапи со програмата на ВМРО ДПМН и морам да потенцирам тука дека истата таа програма која што беше за 4 годишен мандат, за 4 години ние ја исполнивме заедно како совет и како градоначалник за неполни, односно за скоро да речеме 2 години. Митко Јанчев е тука. Слободно можете и него да му го поставите тоа прашање. Ова сега што го зборувам, тоа е лично од мене како председател на општинскиот комитет
имаме одлична соработка, коректна соработка, така да периодот кој што престои, мислам дека ќе се покаже, ќе се докаже дека истиот ги застапува овие принципи и политики кои што ги имаме ние како ВМРО ДПМН и нормално тој е член и на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, активен член и со проектите кои што ги имаме во градот, кои што се на дело видливи, мислам дека уште многу долго ќе се паметат како дела кои што се направени во времето на Митко Јанчев како кандидат, односно како градоначалник од времето на ВМРО ДПМН, а јас сум среќен на тоа како советник од редовите на ВМРО ДПМН, што сум учествувал во реализирањето или донесувањето на одлуките за овие проекти. Ајде подсетете на некои од овие проекти како член и водаш на советничката група на ВМРО ДПМН, што направите овие изминати 2,5 години, туку речи, што е тоа што би можели да им го ветите на кавадарчани, дека во парламентот би можели да го изборите како евентуална граѓанска победа или некој проект во општина Кавадарци. Така. Проектите се повеќе од видливи, но еве би спомнал. Значи на првично, комуналната изградба е комплетно присутна низ сите местни заедници на територијата на општина Кавадарци. Кејот на реката Луда Мара во село Ваташа е завршен до последниот мост, останува да се доврши кејот од Брушанскиот мост до Силекс, Силекс зградите, и тие сега мислам дека овие денови се воведени во градба. Тоа е еден од таквите проекти. Започната е тендерирањето, односно започната е постапката за тендерирање на новиот градски пазар, кој што ќе биде на старото место и ќе биде градски пазар кој што ќе биде функционален. Значи на истата површина ќе имаме долу 2 ката како приземје и спрат за паркирање гаражи. Тоа што значи овие кои што се изложувачите на роба, земјоделците и трговците, да не го зафаќаат просторот околу централното градско подрачје, тие може слободно таму да се паркираат, а првото ниво, најгорното ниво ќе се биде за изложувачите. Тоа е едно од пофункционалните решенија. Ја започнавме и патеката во велосипедско-пешачката патека од Ваташа до Моклиште. Таа ќе биде со сите атрибути на современа патека. Тоа што значи? Че имаме бесплатен интернет, осветлување, камери, клупи, хортикултурно уредување, да можат кавадарчани и ваташани нормално, луѓето од општина Кавадарци, граѓаните, да ја практикуваат, да се рекреираат. А тоа што значи? Че имаме патека по кејот на реката Луда Мара од мостот кај зградите Белка до Моклишката воденица. Тоа е значи една добра километража за да може да се одржува кондицијата и да се рекреира. Тоа се така тие проекти, но имаме и други. Пробивањето на улицата кој што беше слеп од стрело, Ресавска под гробиштата за да излегува како бајпас да влегува во градот во Кавадарци. Треба да бидеме среќни и горди, посебно јас како советник, за тоа што сум учесник во донесувањето на генералниот урбанистички план на град Кавадарци, кој што се донесува еднаш на 50 години, односно се планира изградбата на градот. Да, се планира изградбата на градот и нормално уште неколку проекти како што се спортската сала која што мислам дека оваа година во село Ваташа, во Димката Ангело Габрот во село Ваташа ќе ја почнеме со градба, со изградба. Иста таква сала ќе има во основното училиште Страшо Пинџур и ред други проекти. Сега во овој момент ова локална власт заедно со овој градоначалникот е ненадмирлива во сите изминати години од ослободувањето до денес во делот на изградбата. Направено е толку многу што покажува дека вистинското трошење на парите, контролата, ревизијата и анализата што вие правите на советот е со сите атрибути на 100% реализирана. Затоа што досега не чувме ни една манипулација со средствата, ни еден наместен тендер или не знам какви други непријатности. Што значи сите пари одат кај граѓаните. Нешто што ве красе сите советници, и вие и колегите од СДСМ и останатите ваши колеги. Да, така, се сложувам со вашата констатација.
Тоа е тоа, парите од граѓаните да се наменат стрикно за граѓаните. Всушност и тоа е целата функционалност на општината, функционирањето на општината. Парите правилно да ги насочиме од даноците, од придонесите кои што ги плаќаме ние како граѓани, да бидат правилно наменети и распределени спрема потребите на граѓаните. Затоа се и оние средби кои што ги правиме заедно и со градоначалникот, но и ние како политичка партија, како советничка група со граѓаните по местните заедници, присутни сме врз основа на тие нивни идеи преку амандмани, преку предлози во програмата за изградба, за комуналната изградба, ги вметнуваме тие идеи и предлози се за едно да биде Кавадарци почисто, поубаво место за сите кавадарчани. Ако не правиме долга емисијата, нема многу да ја гледат, затоа привршуваме кон крајот на емисијата, сакам да ја прашам. Изборната единица 4 е многу интересна изборна единица, во која се поголеми градови, Струмица, Гевгелија, Кавадарци, Прилип и така натаму. Четворката е интересна, понекогаш е одлучувала за составот на парламентот. Како сметате дека ќе се одвива таа борба оде во четворката? Каков е односот на силите, популарноста на партиите? Мисля, че 11 имаме партии и групи поединци кои се борат за пратеничките места. Кој ќе биде соодносот на парламентот според вас? Која политичка сила е подобра во моментот? И кој ќе ги доби изборите? Кампањата само што не почнува во среда. Почнува во среда. Морам да признаеме дека оваа кампања ќе се разликува од другите кампањи. Сето заради ова вирусот COVID-19 кој што е присутен во цел свет, еве и најмногу кај нас во Македонија. Нашите предвидувања и очекувања се дека ќе освоиме толку мандати колку што ќе ни бидат доволни за формирање на влада. Самостојно. Па самостојно и можеби со уште плюс некои од политичките партии. Нормално, видите, функционирањето на парламентот ќе биде толку подобар кога ќе се слушнат идеите, че во истата таа влада ќе биде од повеќе политички провиненции. Но сепак моторната сила или вагонот на локомотивата, кој што се нарекува обнова за Македонија, ќе биде ВМРО-ДПМН. А тоа го темелиме врз основа на реални проекти. А тоа се во периодот што престои, 4-годишниот период, планираме и се обврзуваме 25% да ја покачиме платата во Република Македонија. Но пред се, на почетокот, ќе мораме со економските мерки, со економскиот тим кој што го има ВМРО-ДПМН, да се обидиме да ги задржиме овие вработувања. Односно да нема нови лица кои што ќе се останат без работа. 25% во 4 годишниот мандат просечна плата, односно покачување на поголема плата, 20% зголемување на пензиите во еден мандат, а тоа би значило некаде 3000 денари за еден пензионер до крајот на мандатот. Невработеноста на ниво на Република Македонија да падне под 10%, значи за ова се обврзуваме и ова се коригирани мерки после епидемијата која што не зафат. Инаку беа малку подобри или посимпатични мерките, попривлечни за слушање, 0% данок за младите до 29 години. За фирмите, за стопанствениците, бидејќи од состаноците кои што ги имаше економскиот тим начело со нашиот председател доктор Христијан Мицкоски, увидовме дека прогресивниот данок не даде мерки. Ќе одиме со рамен данок и тој ќе биде единствен во Република Македонија од 8%. Првата година одиме со 9%, до крајот на 4 годишниот мандат 8%. Зошто тоа го правиме? Кога имаме ниски даноци, тогаш нормално е и инвеститорите, без разлика, дали се домашни или странски, ќе бидат поприфатливи тие мерки, помалку даноци, повеќе пари ќе останат за нив во нивните предпријатија. Ќе биде подобро. Сивата економија, сивата економија ќе се стави во нормален колосек, нема да имаме избегнување на плаќањето на данокот. Нормално е тоа. Никој нема да се стави здрава нога во трн
народски казнат. кажано, да биде казнат, ако го вака може да си уплати нели данокот со кој што е Много помал. помал, а ќе биде нели ефикасен во функционирањето на буџетот на Република Македонија. Имаме планирано енергетска обнова на домаќинствата. Пример една мерка е поставување на сончеви колектори кај сите домаќинства, каде што 50% ќе падне на терет на државата, на трошок на државата, за сите граѓани, за сите семејства. Оноа што го зборуваат сите целосна гасификација, ние се обврзуваме на целосна гасификација, но едно многу важно прашање, бесплатен приклучок на газ до секое семејство, затоа што тоа е па еден од Чини тоа поголемите трошоци, 500 евра, нели така кажам, пари. И ова што Социјалдемократскиот сојуз го кажуваат дека ќе имаат 100.000 денари плата, нели докторите, толку плата овие, толку нели оние, ние се обврзуваме. Во 4 годишниот мандат сите универзитетски професори, асистенти, доценти, професорите во средните и основните образование да имаат повисока плата. Да имаат повисока плата и јас тоа го споредувам како го споредуваме со мене. Не може, или па со еве моите против кандидати. Не може Панчо Минов, Даниела Колева или Зоран Јованчев да земаат поголеми плати од еден хирург, од еден професор. Значи ние сме од народот и треба да бидеме скромни и во примањата. Затоа ќе насочиме енергијата во здравството и во образованието. Покачување на платите кај овие групи на граѓани. Да. Тие се некои нели мерки кои што се сет од мерки и нормално ќе имаме негден планирани се средства во висина од 20 милиони евра во 4 годишниот мандат за земјоделието. Каде што ќе се планира, односно планираме и тоа е во проектите во новата програма, посебен сегмент да дадиме за наводнувањето на територијата на општина Кавадарци, затоа што специјалист бидејќи долго години сте инволвирани во наводнувањето. Да. Таму мораме затоа што ако немаме вода, еве видовме лани и се десеткува, односно 50% беше помал и родот. Мораме овие работи да ги направиме ако сакаме да имаме држава која што ќе се заснова на здрави нози. Ки бидете ли корумпирани? Ки крадете ли од државата и од граѓаните кои немаат пари? Како ќе сметате корупцијата како нормална работа, крадењето на пари или пак тендерирањето на разни проекти како задолжителна работа за секој политичар, или ќе ставите конечна рака? Но овој народ може да тука од крадење, од корумпирање, од фингирање на одредени процеси за да народот заборави. А народот гледа себе, ги тоа нема сила и има многу страх. Ако тоа не го направиме, сега, во овој период, бидејќи и претходно кажав дека ние сме различни од СДСМ, ова ново раководство на ВМРО-ДПМН е различно. Ние мораме тоа да го направиме. Мораме да ја спречиме корупцијата, криминалот, па дури и непотизмот при вработувањето. За да ја засниваме македонската држава на здрави основи. Презумција на невиност, бидејќи секако ќе ја добиеме власта, презумција на невиност ќе му биде гарантирана на секој. Одговорност ќе има за секој. Јас ова го зборувам од причина што пак ќе кажам дека сум го осетил на моја кожа како е неправилно, неправедно да те наклеветат, да те етикетираат и да ти поднесат кривична прија, кое што обвинителството е, ќе кажам, ја отврли како неоснована. Не смееме и ние тоа да го дозволиме како ВМРО-ДПМН, да ја користиме институцијата на системот МВР, да се пресметуваме со нашите политички противници. Јас тука јавно се обврзувам и ветувам дека ќе бидам безкомпромисен борец против корупцијата, криминалот. Впрочем, тоа е туѓа работа, тоа не е ни моја особина. Иначе благодарам уште многу работи нема да кажеме, бидејќи дека имаме половина час и повеќе. Што би порачале за крај? За крај би порачал, сакам да упатам една благодарност, еве да го искористам моментот до сите здравствени работници, медицински лица, вработените во полицијата.
вработените во трговските маркети, колпортерите, дистрибутерите, вработените во комуналното предпријатие, кои што се на првата борбена линија со непријателот кој што е невидлив со COVID-19. На граѓаните би им порачал дека доаѓаат подобри времиња. Доаѓа обновата за Македонија. Во мене ќе имаат пратеник кој што ќе биде близок, кој што ќе ги слуша и ќе ги решава проблемите на граѓаните на територијата на цела Тиквешија. Би им порачал да ги држе здрави, односно би им порачал да имаат пред се здравие. Господу му даде сила и на нив и мене да издржиме во оваа битка и со COVID-19, но и со вирусот наречен СДСМ и Зоран Заев. ВМРО ДПМН заедно со обновата на Македонија ќе победи. Благодарам за разговорот.